Драги мои, добро вечер и добре ми дојдовте во уште едно издание на подкастот на телевизија Алфа. Што би си рекла една тинејџерка ако знае дека еден ден ќе стане министерка, па и обратно? Што ја должи денешната функција на девојката што сонуваше само да лекува? Ова не е класично политичко интервју, ова е разговор меѓу две верзии, меѓу две професии на една иста личност, за прашања кои многу често избегнуваме сами пред себе да си ги поставиме. За патот од медицината до политиката, за цената на одлуките што не можат да се оперираат и за дилемите што не завршуваат со работното време. Вечерва, дами и господа, како што ви ветив пред неколку емисии кога беше гостинка министерката за финансии, дека ќе ги откриеме подлабоките верзии на жените во извршната власт, па вечерва во ова студио имам чест и задоволство да си разговарам со министерката за образование и наука Весна Јаневска. Добро вечер и добро ми дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Мислам дека ќе уживате, се надевам дека ќе се потрудите, па и тоа што не сте можеби многу подготвена да го споделите од приватноста, да излезе вечерва од вас. Се надевам дека ќе си ја послушате интуицијата на женска вистинска, каква што има Весна Јаневска. Да видиме како ќе излезе на крај. Министерке, што би рекла министерката Весна Јаневска на тинејџерката Весна Јаневска од оваа перспектива? Многу нешто. Например? Па би рекла дека животот не е баш таков како што го замислувала тогаш, дека во него има многу повеќе предизвици отколку што една тинејџерка може да замисли, дека патот не е прав, туку има многу свиоци, но дека тоа не треба да биде нешто што треба да обесхрави младата девојка, туку дека треба да бара начини како да го оствари она што го зацртала. Никогаш дури и тоа што сме го зацртале во младите години не се остварува, но тоа не значи дека животот не е убав и не може да биде успешен, дури и ако се разликува од она што некогаш сме го замислувале. Предизвиците не се пречка за да не се сака животот, туку се начин како да се стане посилен во тој живот и како поуспешно, кога ќе си ги поставиме другите цели, да стигнеме до нив. Дека животот и покрај предизвиците има и многу убави нешта и дека генерално ние треба да се фокусираме на нив. Така е. Во младост и во тинејџерските години, во оние развојни процеси, кога од овој одговор што го дадовте до сега можам да сватам дека на Весна Јаневска е било фино, пријатно и порозаво детството, за да подоцна биде свесна за другите предизвици. Која личност низ животот ве научи на ваква сила каква што поседувате? Која личност ви остави низ животот од семејството или без разлика, можеби не е блиска роднина од потесниот круг, белек или трајни вредности кои денеска ви помагаат да ги совладате предизвиците и да чекорите сигурно? Јас имав многу силна баба која живееше со нас и се грижеше за нас тројца. Јас имам двајца браќа, но де факто личноста која остави според мене најсилен печаток во мојот живот беше мојот чичко Спасе Пиличков, гинеколог, кој исто така живееше во нашето семејство, а е полубрат на татко ми. Тој прв ми ја донесе, например, веројатно на помлади години отколку што требаше, Солунските атентатори, и ми рече дека морам да ја прочитам сега и да ја запомнам за цел живот. Тој прв ме запозна со Достоевски, но не со Злосторство и казна, браќа Карамазови, туку со Неточка Незванова, незавршен роман. Кој кога ќе го прочитате, горите од желба да има крај, а всушност нема крај. Потоа со Црвено и црно од Стендал, па потоа малку со Фром, па после Фром Фројд, иако треба да биде обратно. Човекот кој ме научи дека треба да се
откријат вредностите на животот и да се придружуваме до принципите кои што ќе си ги поставиме како вредности, но и кога го памтам и по тоа дека секогаш кога Јосип Броз Тито, председателот на СФРЈ, доаѓаше во Македонија, тој одеше во затвор. Се враќаше по 2-3 дена, но ги памтам и солзите на баба ми и шетањето низ собата кога велеше Господе Боже само да не го тепаат. Тој доаѓаше вообичаено, како ништо да не се случило и упорно се држеше до тие принципи дека човек мора да знае што сака и дека татковината е нешто кое е многу свето и за кое ние треба да се грижиме. И сепак и покрај баба ми, и татко ми, мајка ми и другите членови од семејството, кога треба да изберам кој е тој што оставил сериозен впечат, тоа е тој. Прекрасно. Дали тој вија всади практично љубовта кон медицината? Зошто медицина и зошто патологија? Тоа е многу интересна приказна. Јас никогаш не мислев да студирам медицина. Во тој период, напротив, сакав нешто друго и сакав да... Тоа е во средно? Да, во средно. Но татко ми беше градежен инженер, мајка ми беше доктор. И таму негде пред крај на конкурсот, бидејќи јас се уште мислам меѓу два други факултети, меѓу филозофија и математика, тие седнуваат да разговараат. Разговорот се претвара во кавга. Татко ми вели треба доктор да биде, мајка ми вели треба инженер да биде, за на крај, нели, главата во семејството да рече Керко утре на медицина. Тоа е татко ми, документите на медицина. Вечерта го прашувам, нели, ама јас сакав нешто друго, зошто на медицина, може би, нели, еве, филозофија да би ми била поинтересна. Една многу сериозна реченица која секогаш во животот ми давала сила и моќ беше: ти можеш да бидеш се што сакаш и каде и да бидеш, ти ќе бидеш одлична. И така јас отидов на медицина. Кажавте суштинска реченица за градењето, самодоверба и потикнувањето на истата на релација родител-дете. Точно така, но јас се заљубив во медицината. Друго е кога медицината ја гледате преку родителот, особено мајката, нели, кој има и многу други улоги, освен професијата, а друго е кога ќе почнете да изучувате. Навистина се влюбив во медицината. И сакав да бидам психијатар. Но, веќе бев мажена, имав 2 деца, ние живеевме во Битола, мажот ми беше на специјализација хирургија, што за нашето семејство значеше 24 сати на хируршкото одделение, а јас релативно сама со 2 мали деца и кога веќе работев во душевната болница во Демирхизар, тоа значеше патување 1 сат пред работното време, па патување уште 1 сат после работното време за да се вратам дома во Битола. Кога дојде се распишаа специјализациите, прво што можеше да се добие беа судска медицина и патологија. Јас никогаш не сум сакала да имам работа со полиција. Добро. И реков добро патологија. И повторно се влюбив во тоа што го работев, затоа што кога ќе навлезете подлабоко во науките, не постои наука во која што вие не можете да најдете убавина, а особено што денес мислам дека тоа е една од базичните науки без кои целиот медицински систем не може да постои. Ниедна друга медицинска гранка де факто не може да постои без патологијата, вклучувајќи ја и психијатријата. Па така низ годините јас многу ја засакав, навистина многу ја засакав патологијата и завршив со патологија. Во Скопје кога доаѓате? Практично со специјализацијава, тогаш кога ги запишувате, се селите тука? Јас сум родена во Скопје, така, нели, и се преселивме во Битола тогаш кога се омажев, а се вративме тогаш кога ја почнавме специјализацијата. Така е. Ви не достига понекогаш Битола? Мислам како место за живење, така. Многу. Битола е многу. Има посебна енергија тој град. Има
Да, посебна енергија, посебно се живее различно во Битола за разлика од Скопје. Малку е полежерно, мора да признам, не е толку динамично како во Скопје, но има некој шмек на еден стара култура, стар град и однесувањето на луѓето е такво, но си дозволувам, нели, од време на време, порано повеќе, сега помалку, баш да ги посетам моите пријатели таму и да уживам во градот. Јавноста и луѓе кои ве знаат малку поблиску и луѓе кои апсолутно не ве познаваат од пошироката јавност, сметаат за вас дека сте прилично темелна во смисла на хируршки прецизна. Докторски кажано, за себе сметате ли дека сте хируршки прецизна? Не, Искра, јас не верувам дека било кој човек во секој момент може да биде хируршки прецизен. Секако постојат луѓе кои на тој принцип живеат, но тие се исклучително ретки, затоа што пак сметам дека и животот не во секој момент дозволува така да се однесувате. За одредени нешта треба и мора да бидеме хируршки прецизни, јас се трудам тоа така и да биде, но во одредени ситуации може би и не мора така да се однесуваме, па дури и благото придвижување налево и надесно може да вроди подобар ефект. Јас понекогаш велам, дури на хирурзите кожниот рез им е малку изместен, но тоа не значи дека операцијата не е успешна или не е се направено како што треба, се извинувам. Одлична метафора, одлична компарација. Да, во деловите каде што сметам дека се мора да биде прецизно направено, јас максимално се трудам тоа да го направам баш така. Дали е тоа знаење, министарки, или тоа е интуиција женска која ви е одлучувачки фактор во моментот? Мислам дека тоа е искуство, кое се стекнува со долги години комуникација, анализа, носење на одлуки и дека тоа навистина многу помага, но да, има женска интуиција кога во одреден момент кој е непознат, нов, ве наведува да донесете одлука. Во моментот сте министарка за образование и наука, за секогаш сте доктор патолог, тука е тоа, затоа и во најавата споменав две верзии, две паралелни на некој начин професии, едната сега мирува, како и да е актуелната функција ве направили подобар човек како личност, подобар родител или пак ви ја украде приватност? И едно и друго, оксиморон, но да. Ми се случува со луѓе кои сакам да се сретнам и видам, да ја сведам таа комуникација на минимум или на екстремно ретко, што не е добро, но Министерството е големо и многу изискливо и бара многу работа. И кога веќе сте се определиле нешто да се работите, чесно е и да се потрудите од таа ваша работа и да остане нешто. Да, понекогаш ми недостасуваат пријателите, најмногу од се ми недостасува дружењето со моите внуци, затоа што тие се ваши деца, без оглед што вие не сте ги родиле и се бидејќи се уште мали, се во секој момент светла точка, дури и кога се насекирани, па може би и расплакани, вие можете да им помогнете и тогаш тоа е убавото, нели, што животот го пружа. Тоа е делот кој мора да се избалансира со професијата, за да не бидете задоволни ни од едното, ни од другото. Туку никаков баланс треба да се направи, за да можете да одговорите и на едното и на другото. Секако во овој момент, со оглед на тоа во каква ситуација ни се наоѓа и образованието и општеството, поголем дел од времето посветувам во Министерството на настаниве, појава во јавноста, појавување во јавноста, луѓето сакаат да слушнат што е ново, што ќе се направи, како ќе се направи, па и да слушнам или дали е тоа добро направено, и огромен дел од времето поминувам во Министерството, но не се жалам, сметам дека кога веќе сум одлучила тоа да го правам, така и треба тоа да биде.
Така е. Мора да се забележи, колку и да звучи сега, не знам како и да ќе звучи, но тоа е факт, бидејќи тоа е впечатокот на јавноста кој е мерлив и на анкети и така натаму, а тоа е дека луѓето веќе ја гледаат отчетноста преку вас во однос на ресорот образование и наука, не само транспарентно, значи не е дека сте само присутни во медиумите, туку и одговарате на сите предизвици, забелешки, вакви или онакви, бидејќи тоа е суштината на отчетноста. И како на крајот на денот се трошат, нели, народните пари. Дефинитивно. Чувствувате ли дека луѓето повеќе сега во оваа позиција ве гледаат низ призма на функцијата отколку како личност? Колку реално вам ви се наоѓаат луѓето како на Весна Јаневска и нејзините потреби со сите предизвици, отколку како вие кога сте им потребни како министерка за образование? Нормално е дека луѓето почесто прво и ме запозна, повеќето од луѓето ме запозна прв пат како министер. Тие ме гледаат по медиуми, ја знаат функцијата и така натаму. Оние другите кои се многу помалку, се разбира, пријатели, тие ме гледаат секогаш како Весна. За нив функцијата не значи ништо, бидејќи и градењето на пријателството не се базирало на моите претходни или мојата сегашна функција. Некоја сум била општ лекар, па специјалист, па професор, па сега сум министер, но за нив сум таа Весна со која комуницирале, се дружеле и така натаму. Луѓето кои ме запознале како министер, да, дел од нив имаат побарувања со полно право кога се обраќаат дека нешто треба да се подобри во образованието, во учебниците, во целокупниот систем. Дел од нив имаат и лични проблеми кои некогаш може да се решат, некогаш не може да се решат. Јас се надевам дека сите тоа го разбираат, оти никој не е семоќен, секако и министерот не е семоќен, но јас сум среќна затоа што мислам, ако не е така, се надевам некој ќе ми каже, дека успевам да остварам соодветна комуникација со сите со кои што комуницирам, без оглед на причината поради која комуницирам со нив, и сметам дека е тоа многу важно, затоа што пак и министерот е тука да работи за луѓето, да работи за целиот систем, но системот го градат луѓето и министерот е тука да комуницира и да работи за вообичаено се вели народот. Од тука кај мене нема приемен ден, туку секогаш кога и да има слободно време, има прием. Тоа е исклучително исцрпувачки. Енергија. Меѓутоа пак луѓето кои ве гласале имаат право и да ве видат и да поразговараат со вас. Дополнително ги имаме состаноците кои треба да се направат, се дел од работата во министерството. Дополнително имаме и административната работа. Тргнав некако да објаснувам што се случува во министерството, но да се вратам на тоа, јас сметам дека не ми е само должност, а ми е должност, туку и човечки е да си постојано во комуникација и на оние на кои не им требаш, а особено и на оние на кои што им требаш. И сега логично тука ми доаѓа виднаш како на крајот на денот во ноќта се рехабилитирате. Е тешко да се работи со луѓе. Јас работам со луѓе, но вие работите најмалку можеби 10-20 пати повеќе од колку јас што работам со луѓе на дневно ниво. И како се рехабилитирате? Како успевате? Точно искра, тоа знае да биде многу исцрпувачко, особено што работата не завршува во секунда и се пресекува со нож. Дел од работата секако се носи дома. Да, утрста пак сервис следниот ден и следниот. Но никош треба да донесете одлука па да размислите што е правилно, како треба да се постапи. Некогаш закони читам ноќе да видам, нели, разни документи. Но тоа го кажале нашите старија, веројатно исто секаде во светот, кога си преуморен, лесно заспиваш и саатот се бајле звони и повторно тргнуваме во истата приказна. Ако можам да заклучам нескромно и недодворувачки, бидејќи е факт, во право бил вашиот татко кога рекол, се можеш што сакаш да научиш.
и се ќе завршиш. Тоа е значи ако сте решена и не може да ве утапа некаков умор хроничен за да не можете да функционирате секој следниот ден. Едноставно тоа е женски, да, што добар, е тоа? Тоа е добар, силен, стабилен, нели длабок сон одморува. Не е дека јас не чувствувам умор и мислам дека дури тоа и се познава на мене. напротив. Добро. Затоа и ве прашувам. Која е формулата од Не дека не чувствувам умер. Мотивот е искра формулата, само мотивот, и тоа не го велам јас, тоа го кажале многу попаметни луѓе од мене. Мотивот да се направи нешто добро или да се успее, нели? Еве, дури да го преведеме тоа во амбиција, не е вистинска амбиција, затоа што јас се што сум посакала и сум постигнала, но мотивот дека треба да остане нешто добро за оваа влада и овој министер е силен мотор кој постојано движи напред. Апсолутно. Во ова студио, летото некаде крајот или септември, беше Кимберли Флечер, таа е председателка на Moms for America, мајките за Америка, и на некое вакво слично прашање, бидејќи беше исклучително енергична како вие сега, рече, пијам шумечи таблети, многу ми е убаво. На каква линија сте со тие суплементи за, не знам, за витаминизирање на телото? Еве како лекар. Ке разочарам, ама не. Јас пијам таблети за висок притисок, земам терапија за дијабет, но работата и движењето на вистина драстично ми го олеснуваат животот, баш така како што кажав. Не, понекогаш пијам антибиотик кога сум болна и сега за сега сме сведени на тоа. Но мене, за разлика од некои други кои велат дека не е така, дека чоколадото ги успива, ред 2 или 3 чоколадо ми помагаат да се смирам. Да, исто тука сме на иста морам линија. да речем, запри, сега е премногу ако отидеш кон целото. Така е. А не дека не ми се случило и кон целото да одидам, но како и да е, живи луѓе, па тоа е кејфот некогаш и убавината, па и во тоа да не се држиме на никои други правила. Ви не достига ли медицината, односно лекарската работа и професорската во медицинскиот сегмент? Се помислувате ли некогаш што ми требаше да залутам во политиката во оваа смисла? Не. Патологијата како струка, изноѓање на диагнозата, пишувањето на науди, 37 години јас се бавам, се извинувам, не се 37, значи предходно 3 психијатрија, како секундарец, не како 34 години јас се бавам со патологија и во еден момент кога требаше да се откажам од неа, јас одлучно се откажав од патологијата, но пак ова функција е нешто многу различно и нешто многу предизвикувачко. Од секога сум била љубопитна и сум сакала што е можно повеќе да видам, откриам, научам и така натаму. Ова е нешто ново што мислам дека исто е толку вредно како што е вредна патологијата. Во патологијата одлучувате со секој наод за поединечен живот, во министерувањето со секој наод, односно сработено нешто, вие одлучувате за многу животи. Од тука предизвикот е многу поголем и одговорноста е многу поголема. Јас навистина сакам нештата во ова општество да се придвижат кон подобро. И тоа ми е се уште предизвикот, има уште многу да се сработи во образованието. Има впечаток дека колку повеќе се сработи, толку подобро и толку побрзо ќе се менуваат работите. Да, така е апсолутно, иако во една ваква состојба многу е тешко веднаш и сега да се видат, особено во ресорот образование и резултатите. Тоа после 3, 4, 5 години. Така, сме го зборувале тоа во една друга форма на интервјуа. Што е, министарке, најтешката цена лична што сте ја платиле за кариерата и професијата? Ако треба да одберам, јас не би рекла дека сум платила исклучително тешка цена, затоа што се од што сме се откажале во текот на животот за да постигнеме нешто друго и не е прескапо.
Ако е наша лична одлука. Ако е наша лична одлука. Но имав еден период од животот кога бевме јас и мојот сопруг на специализација, децата беа мали, бевме сами, нас никој не ни помагаше, немавме баби и дедовци, ниту тетки, ниту стрини да ни помагаат, тие одеа во градинка, ние на работа, дополнително многу учиш за специализација, барем јас многу учев за специализација и во тој период навистина мора да се посветиш на тоа ако сакаш да бидеш добар доктор, па се случуваше нели да им уклучам цртани филмови на децата, за да тие бидат например 4 сати, не само 2 сати пред телевизор, за јас да можам да ги поминам предвидените страни од книгата. Да, и сега ми е жал, но тогаш немаше телефони и не е толку страшно. Или се случуваше да ги оставам сами да играат во собата, а јас со отворена врата во другата соба да учам. Зошто е тоа, еве да речеме, скапа цена? Скапа цена е затоа што јас и ден денес мислам дека секој момент, секој секунд што е пропуштен со децата е значаен, не затоа што тие ќе пораснат и ќе си одитат, тоа е така нормално, туку затоа што може би, ако сме поминале малку повеќе време, ќе можевме дополнително нешто да направиме за нив. Овде морам да кажам дека јас сум сосема задоволна и горда на двете мои керки, но ете едно чувство дека можело уште малку барем да се биде заедно. Добро, тоа е одлика на амбициозна жена која никогаш не се задоволува или се задоволува со постигнатото, меѓутоа нели е и самокритична истовремено, бидејќи не е влюбена во себе си шаблонски и сурово, туку едноставно си вели и си се прашува и си се само анализира можеше ли малку подобро и така натаму. Не дека било лошо, туку едноставно е одлика. Така се случуваш Искра, например, 3 пати во неделата да добијат за ручек шпагети, нели? Оти тоа најбрзо се прави. И пак се здрави и пораснати, имате своји деца, ништо страшно. Така е, точно така е. Никогаш сме пристроги кон себе си, особено мајките, татковците некако се малку така не знам, не површни, да не ме свати машката публика лошо, меѓутоа ние жените знаеме и некакви чудесни цели да си поставуваме, никогаш и непотребни, никогаш и нереални, како и да. Се чувствувате ли некогаш, министарке, осамено на оваа позиција? Јас понекогаш се чувствувам осамено, но не заради позицијата. Оно од што сум многу задоволна и среќна би рекла, успеав да направам прекрасен тим околу себе, со кој секојдневно сум во комуникација. Всушност ние секој сабајле почнуваме со еден состанок на кој реферираме, се договараме што ќе работиме или еве и министерката некоја задача ќе подели. Така. И таа комуникација на доверба, на разбирање значајно помага за човек да не се чувствува сам, особено кога цел ден е во министерството. Тоа што ќе отидам на настан или тоа што ќе бидам присутна на некоја телевизија е дел од работата. Потоа кога ќе се вратиш во министерството треба да ја довршиш работата и ти остануваш заробен во таа зграда или во тие 4 зида и немаш време за голем обем на комуникација со другите. Првенството нели сакаш да ги видиш домашните, да искомуницираш со нив и денот завршил. Завршил, а потоа евентуално и со поширокиот круг. Да, ми недостасува понекогаш да бидам во комуникација со моите малубројни пријатели, морам искрено да кажам, но и некои пошироки кругови со кои во минатото сум сакала да се видам. Јас многу сакам да дискутирам, да разговарам на разни теми. За жал таа можност ми е сега скратена, но не мислам дека е тоа страшно. Ќе дојде време кога повторно ќе може тоа да се направи и не сум тип кој се предава, нели, ниту на осаменоста, ниту на тагата. И кога ќе се случи такво нешто, телефонот е тука, а за телефонски разговор секогаш си имаат пријатели. Пријателства кои ви се вратија сега откако сте на функција? Сега, сам периодов.
кои беа подзаборавени, можеби ве подзаборавиле и сега ви се повторно актуелни или се трудат да бидат актуелни? Тоа секогаш постоело и мислам дека и секогаш ќе постои, иако не треба да биде под маската на пријателството. Дури кога имате луѓе со кои во животот сте се сретнале еднаш два пати, ако имаат потреба, нели само треба да ве потсетат дека еднаш сте се сретнале, зашто вие пак не делувате според тоа дали сте пријатели или не, туку дали е праведно или не, или дали има можност или нема можност, дали е законски, незаконски. Но се случува во нашиот менталитет, да се појават и роднини подзаборавени, и пријателства подзаборавени. Во ред, не сметам дека е страшно, нели? Ке ве подсетат дека Така сме пријатели и во ред. Се додека има искрен однос, тоа е, се е добре дојдено. Реално ли е министерке да се остане човек во политиката? Или е повеќе идеал, или е можно сепак да се остане човек во политиката? Кај нас се создаде една многу искривена слика до некаде разбирливо зошто, низ годиниве на самостојност на државава, меѓутоа, еве може ли да се остане човек, личност? Дефинитивно може и дефинитивно треба. Да, ние поминавме, зборувам за нашата држава, од осамостојувањето до сега, нема да зборуваме за претходно, низ тешки периоди и делумно, веројатно и поради ќе си дозволам да речем незрелост на политичките партии, па и незрелост на одредени политичари, а ние професијата која постои сегде во светот, која е значајна професија, политичар, еве ќе ја наречем професија, ја оцрневме, сакајки не сакајки, и по заслуга и без заслуга. Дел од политичарите ги оцрнивме и некако еден период дури беше срамно да се биде член на политичка партија или да се биде политичар, затоа што сите под дефолт се сметаа за криминални, нечовечни, Па и за борци да се вработат демек во државна... непрофесионални, корумпирани и така натаму, но не мислам, постојат секакви и такви, но мислам дека постојат и други кои честно и одговорно си ја вршат работата и ако мене лично ме прашувате, да, јас сум длабоко убедена дека може честно и одговорно да се врши работата и човечки пристап да се има кон се она што треба да се сработи и направи. Мислам дека е дојдено крајно време малку и да се врати довербата во политичарите, иако секојдневно во минатото ние гледавме пример на тоа што политичар не треба да биде. И еве, ке спомнам, нели, например, играњето фудбал или влечењето со тунели со така блек музика. Со плех музика или не знам, сидрото не влече напред и такви нешта, каде што де факто со право луѓето ја губеа довербата во политиката, но тоа не значи дека не може да се поправи. Јас искрено се надевам дека во овие 2 години ние покажуваме дека е можно поинаку и дека тој правец и треба да се држи. Секогаш ќе има исклучоци, ги имало и ќе ги има, но ако се исклучоци, тогаш ние сме на вистинскиот пат. Така е. Следствено на ова, како ќе ми одговорите на прашањето дали има повеќе хуманост во медицината отколку во политиката? Хуманост има и во едното и во другото. Битно е човек да се држи до поставените своји лични принципи. Како лекар и немаш избор, нели? Ние во патологијата читам име, презиме, матичен број за да видиме која година, например, е роден пациентот, тоа е значајно за диагностицирањето, понекогаш и полот, и тоа е значајно за поставувањето на диагнозата, но не гледаме политичка партија, не гледаме етникум, не гледаме боја на кожа, нели, ниту пак името не значи нешто освен да го одредиме полот евентуално. И ако човек цел живот така работи и се однесува кон своите клиенти, во тој момент пациенти, а сега граѓаните на оваа земја, идентично е.
ако вашиот принцип дека треба да се однесувате хумано кон луѓето, секаде каде и да сте, вие ќе се однесувате хумано кон луѓето. Тоа е дел и од карактерот и од личноста на политичарот, еве би рекла сега. Одлична Па и паралела на докторот, нели? И на Така е. докторот. Ова е таа паралела, бидејќи Така веднаш по автоматизам доаѓа одговор на ова прашање секако дека во медицината е поголема хуманост, ама зошто да не и во политиката, каде што можеби не животно загрозувачки или одлучувачки действувате, но сепак е иднина во прашање јавни политики, креирање се во Така е. прашања кои се еднакво тешки или лесни или Така е. чувствителни, да. Така е, точно така. Сте направиле некогаш компромис со собствените вредности заради политичка одлука? До сега не ми се случило такво нешто, ова се само 2 години. Со собствените вредности не сум направила компромис, но сум правила компромис, например, со времето, кога треба да се донесе одлуката, дали може би треба да се повлечеш малку за после да можеш да ја исполниш одлуката, баш според собствените вредности и принципи. Сум барала начини невообичаени за да ги остварам потребите, еве да речам, а да ги задржам принципите. Тоа се случило не многу често и одговорно тврдам дека е можно да не се прекршат принципите, туку да се наоѓаат други модалитети за да ги зачувате, а сепак да го исполните она што треба да се исполни. Така да јас се надевам дека ни во иднина нема да има таква потреба и колку што во моментов гледам на тој правец сме. На тој правец сме. Зошто во моментот кога вие ќе треба собствените принципи, да речеме високо поставени вредности да ги прекршите, тогаш ќе треба да си го поставите прашањето дали треба да останете и понатаму во таков тип на политика. И мислам дека е тоа легитимно и многу човечки да се запрашате што е сега повредно, мојава позиција или нели кршењето на принципот. И тоа е многу тешко. Некогаш велите можеби треба да се прекрши принципот, сега само размислуваме, за во иднина да постигнеме некаква голема цел. Ама пак е во согласно со некаква вредност која која ви ја со последува. некоја вредност. Само објаснувам во какви се ситуации можеме да се најдеме, но сепак има нешта кои човек генерално и не би требал да ги прекрши во никаква ситуација, и тогаш е можеби најдобро да се повлечеш во некој друг правец и таму да придонесеш нешто. И сега, народски кажано, ќе има дел од публиката кои различно се ги доживуваат овие од овој тип јавни настапи и ќе речат жената зборува прекрасно, ама ние како држава сме патолошки случај. Како ве нервирали реченицава ние сме патолошки случај како општество? Многу ме нервира таквиот став, ме нервира. Не ми се допаѓа, нели? Не ме нервира, воопшто не ми се допаѓа таквиот став. Не ми се допаѓа кога ќе речеме ние сме државичка, ние сме македончиња. Се е кај нас лошо, ништо не чини. Ни една власт не чини, ни една институција не чини. Има многу точно во тоа, дека некои нешта не се поставени така како што треба, меѓутоа, кога компарираме што не чини кај нас, треба да компарираме и со она што е подобро, но и со она што е полошо се извинувам, за да можеме реално да се поставиме. Каде сме, што е тоа што не чини, што е тоа што треба да се поправи, во кој временски рок треба да се поправи и конечно да знаеме што сакаме да постигнеме. Тоа што не чини го градиме сите ние, може би ова престрого, може би не е ни политички, но државата сме сите ние. И дел од нас кои се наоѓаат таму каде што не чини, се дел од нас. Пак ние сме на друго место каде што не чини и повторно правиме да не чини. Примерот со Safe City, нели? Не чини, ама сега е прекрасно. Така е, вистина. После само еден месец е одлично. Тоа е и на анкетите исто така, како што беше со законот за високо образование, интересен феномен, ама добро во секој случај кога на крајот на денот намерата е искрена за подобра држава по извесен период, луѓето на крајот на криштото го забележуваат, тоа е поддршката е неизбежна.
има ли и кои одлуки, не, кои одлуки не дали има, туку кои одлуки ве држат до доцна навечер будна, настрана од она што велите, знам да читам закони, одлуки, разноразни правилници до доцна навечер, што е она што кога ќе одлучите потоа ве тера да анализирате уште и после помно? Се трудам таа анализа да е пред одлуката. Да ја направам пред одлуката. Но секако се случува, нели, да донесете одлука и да се прашате дали беше ова добро. Не знам, еве, например, дали Хиршовиот индекс треба да го има во законот или не треба да го има во законот. Дали може би луѓето се во право кога велат не само Web of Science, туку и Scopus. Дали концепцијата на вистина толку многу ги плаши луѓето што ќе биде грубост да се донесе на отколку да се повлечеш, нели да се повлече. Имало такви моменти и во главно се однесуваат на вакви одлуки. Секако има и други посериозни, ова се сепак некакви интелектуални, нели имало мобинг во училиште, имало дете запоставено, каде што веќе многу кои се чекорите што треба да се превземат, а да не се сгреши, што би било во најдобра корист на детето, па и наставниците, нели, да бидат заштитени, да направат се што треба. Имало и ке има, но тоа е дел од професијата. Имало и во медицината. Имало и во медицината. Понекогаш имаш, еве, пример ке дадам, многу необични ентитети, необични тумори, кои дури отпосле не ги класифицираме. Па се секираш дали сум на прав пат, нели, за поставување да диагноза, па што уште треба да доработам. Мислам дека во секоја професија го има, па го има и во оваја. Така, ако си личност која што темелно и одговорно размислува и креира, има ли одлука што сте ја донеле, а сега би дале се на светот да се вратите назад и да не ја донесете така? Претпоставам дека сум многу среќна, но таква одлука нема во мојот живот. Одлуките што ги носиме во младоста, да речеме, се под влијание на повозрастните, на родителите, на пријателите подоцна, на околината и така натаму. Она што мислам дека е најважно, дека во еден момент на зрелост, најважно е одлуките да ги носиме по слободен избор. Одлуките кои ги носиме по слободен избор всушност не градат како личности тие што сум ги донела до сега ме направиле ова што сум. Не велам дека секогаш сум носела добри одлуки, некогаш сум мислела веројатно дека можам да сум донела подобра одлука од тоа, но тоа искуство на носење добри, лоши, помалку или повеќе добри и лоши одлуки, всушност, како вели нашиот народ, ве калат за во животот да станете подсврсти, посилни, посериозни, поаналитични при несењето на одлуките. Што ќе рече во дадениот момент сепак биле совршени одлуки. Колку и да потоа ви се чинат дека можеле да бидете? Веројатно постои нешто што можело да биде подобро решено искра, но јас пак ќе кажам вредноста на носењето на собствена одлука по собствен избор е огромно богатство кое една личност може да го стекне, затоа што така и го гради карактерот, така се гради личноста, така се градат и црвените линии, така се градат интегритетот на човекот, така се градат вредности. Ние де факто сме плод на она што го знаеме, сме го стекнале со знаење, со искуство, нели, со комуникација и така сме стигнале до оваа личност која што сме сега. Веројатно сум многу среќна, само ќе повторам што во моментов на вистина не можам да се сетам дека сум донела нешто толку драстично лошо, за да остави лузна. Ви благодарам што вакав темално ја образложивте слободата на носење на собствени одлуки, бидејќи многу млади не гледаат вечерва и сакам да бидејќи инсистирам овој подкаст да има и едукативна претисе концепција и функција и да оставите така како една лекција
кратка мала за тоа колку е многу важно на крајот одлуките да се наши, без разлика на возраста на која сме. Така е, при тоа кога носиш собствена одлука, ти ако си сгрешил нема на кого да се лутиш. Нели секогаш можеме да најдеме изговор, некој не убеди, некој не кажа. Но бидејќи сме свесни битија, кога ќе помине тој момент на некој ме натера, стануваш свесен дека си самиот виновен за, да речеме, лошата одлука. Тоа пак те тера многу повеќе да размислуваш и анализираш во иднина за да не носиш. Значи и лошите одлуки имаат добробит во текот на животот. Дури и кога се добри е се полесно, па никогаш може и полежерно да се однесуваш и да сгрешиш. Нели? Затоа е тука филозофска дебатата што е добра, што не е добра одлука, мислам. Така е, точно така е. Добро е, јас и веројатно секогаш така ќе мислам. Личниот избор е исклучително значаен во животот. Така е. Добивате и лични, а неретко се разбира професионални критики, нели, забелешки во однос на работата и така натаму, меѓутоа кога сме кај личниве, има безобразни настапи, има безобразни јавни не знам, омаловажувања на тема жена, на тема министарка, на тема се и се што кога сте јавна личност. Тоа е што е, како се носите со сите нив? Ги размислувате ли по тоа, ве погодуваат ли, зошто ве погодуваат, ако да? Тогаш кога имам време читам, но генерално јас имам во кабинетот човек, Давор Политов, кој е задолжен да ги следи. Поздрав до Давор, да, тој е задолжен и за медиумите, си го знаеме си. До Давор, кој кога смета дека е нешто значено, оти премногу е, ми кажува и ќе погледнам. Она што сметам дека е критика, со внимание го следам, затоа што ако сте од, еве да речеме 12 часа, 8 часа во кабинетот, вие и го губите контактот од време на време со јавноста, што не смее да си дозволи ниту политичар, ниту одговорна личност, па преку тие пришувања можеме да увидиме каде сме, до каде сме, што треба да направиме, добро е, лошо и така натаму, и нив со задоволство ги читам. Кога станува збор за личните навреди, затоа што има и провокации, и лични навреди, од многу млада, веројатно тоа е дело на моите родители и моето семејство, јас тие нешта ги игнорирам. Туѓото мислење, например, за мојот личен изглед воопшто не ме интересира, и кога има погрдни зборови за мојот личен изглед, јас се смеам на тоа. Оти пак тоа не е карактеристика моја и на мојата личност, туку на тој што го пишува тоа. Го земав личниот изглед како пример, има и друго, нели, годините, одлуките што сум ги донела, и кога е тоа напишано на таков брутален, непристоен начин, не ни подбудува внимание. Оти можеби со бруталноста некој сакал да каже ти ова лошо го правиш, но ако го каже на културен начин, сигурно ќе привлече внимание. Самиот почеток на бруталната реченица кај мене лично веќе значи брана, нема што понатаму да се чита. Не ме повредуваат воопшто, но понекога знам да се изнасмеам дали со кабинетот, дали со домашните, се смееме на некој од нив. Повторно кажавте суштинска формула, да речам, за успешен личен развој, а тоа е не споредувај се со било кого, туку чекај забелешки и мислење од оној чија професионалност или успех можеби би сакал да го постигнеш во животот или ти значи или го цениш. Колку во таквиот однос кон себе си, кон другите, како ве перцепираат, имаше баш клучно влијание онаа самодоверба на која работеа вашите родители, госпремна и таткови. Колку е тоа во суштина? Искра, тоа е нешто што се случува во секојдневниот живот. Јас ја памтам таа реченица затоа што де факто го одлучила мојот професионален развој. Ама и ви влијало како карактер? Секако влијало. Но верувам дека тоа не се стекнува само со една единствена реченица која вашата значајна личност, татко, например, ке ви ја каже, туку веројатно тоа се провлекувало во секојдневниот живот. Ние, повеќе или помалку, генерално сме копии на нашите родители со исклучоци,
сигурна сме дека сме подобри копии Така. од нив, но ние животот ги учиме од нив, особено во младите години. Веќе кога нели ќе помине тинејџерската возраст и ние влегуваме во сериозниот живот, има и други влијанија. Но генерално сметам дека таа самодоверба ти ја пружа семејството и пријателите. И таа не се стекнува во еден ден, таа се текнува во текот на животот, за време на школувањето, за време на работењето, за време на комуникацијата со луѓето, но таа според мене тоа завршува некаде во младоста, нели, во тинејџерската возраст или адолесценцијата. Вие точно знаете дали имате или ја немате. Во текот на животот ако ја немате, можете да се борите да ја стекнете и немалку луѓе ја стекнале, но не секогаш околината е спремна да ви помогне, препознавајќи ја недовербата. Некому тоа им одговара, тоа се лошите примери, а мислам дека секогаш може да се најде човек кој ќе ви помогне да се извлечете од несигурност. Исто така одлично кажано, нешто што и мене ми значи како личност, а верувам и на тие што слушаат. Премолчувате ли, министарке, некогаш важни работи кои сметате дека требале да бидат споделени со јавноста заради политички причини или други некакви компромиси сте морале да одлучите да не бидат соопштени? Не, и мислам дека тоа и го покажувам и пак ќе го оставам ова последното. Мене ми е исклучително важно да е транспарентно направено и да е разбрано пораката која праќам кон оние што ја праќам. Па еве, законот за високо образование беше на ЕНЕР долго време, па направивме многу јавни расправи, па јас како одговорно лице со мојот тим од Министерството се соочувавме со универзитетите, со професорите, со различни мислења, дискутиравме на тие теми и сметам дека тоа е правиот начин ако сакаме луѓето да го препознаат она што го нудиме. Ако не го препознаат и не го прифатат, не може ни да има успех. Тоа е моето лично мислење и тоа го покажува и моето искуство до сегашност. Од тука сметам дека се треба да биде кажано искрено, така како што е. Затоа што кога се обидуваме да завиткаме, еве не да излажеме, да завиткаме нешто во целофан, малку да го подобриме, некогаш има потреба и малку да го огрубиме тоа нешто, јас длабоко верувам дека луѓето тоа го препознаваат. И тоа е една од причините зошто немаат доверба во политичарите. Колку и да е лоша темата, ако искрено ја соопштиме, јас сум убедена дека најголем процент од луѓето ќе ја разберат. Оти има лоши ситуации, еве сега имаме една таква ситуација. Што и да се случува во Азија, во Африка, во Европа, дури и во Америка влијае на нашата економија. Имаме една таква ситуација. Независно од тоа дали ние сме не би не можеле да ја посакаме. Но искрено мора да се каже, ситуацијата е ваква, ќе превземеме тоа и тоа, очекуваме тоа и тоа и јас сум длабоко убедена дека луѓето ќе разберат што се случува. Така во секој ресор, така и во образованието и до тој принцип силно се држам и мислам дека е неопходен. И тоа мора да се признае. Јас не се сеќавам дека некој закон вака бил темелно представуван, зборувам што го засега високообразовниот особено систем, вака да биде дискутиран на детално ниво со сите можни универзитети, па дури и не се сеќавам дека некој министар седел со часови на интервју за да го образложува и да одговара на прашања на граѓани. Тоа вие го направивте. Тука го поздравувам колегата Ландов во случајот за тоа што навистина им беше потребно и на фелата како професори, а богами и на студентите и генерално на јавноста да се видат сите аспекти, па макар траело и 3-4 часа. Така е, извини, Искра. Ние донесовме закони и побрзо. И без вакви јавни расправи, не знам, закон за основно, измени и дополнување во закони за средно, но ова е многу значаен закон. Ова е нешто што не може да помине така и
баш заради неговата значајност и заради промените кои очекуваме да ги донесе на подобро, за подобар квалитет на научно-истражувачката работа, сметав дека мора да го запознаат сите и бев спремна и дека ќе најде на критики, дека ќе најде и на одобрување, но во овој момент јас мислам дека огромното мнозинство го поддржува законот и сум задоволна од тоа. Пак фативме на кај професионалниот политички дел, но тука и јас не можам никогаш да излезам од формата. Се враќаме пак на овие животни предизвикувачки, па и повеќе филозофски ако сакате. Што најмногу ве плаши како министер, да не направите грешка или да не направите доволно? Јас сум човек како и секој друг и длабоко во себе верувам, многу пати го повторив во оваа емисија, но еве, потребно е дека нема безгрешен човек и нема човек кој во животот нема да направи грешка, особено ако се наоѓа на ваква сериозна и одговорна функција. Може би не сум свесна, а веќе сум направила некоја грешка, иако имам пријатели и соработници кои сум убедена дека ќе ми кажат. Значи, грешка може да се направи и човечки, да се сгреши, особено ако се работи. Да, мене ме плаши дека во овој краток период има уште многу што да се сработи и дека е најстрашно ако не сработиш. Количината колку ќе сработиш зависи од многу нешта, но дел од тоа што си го зацртал како своја цел мора да се сработи, не треба, мора да се сработи, инаку ќе биде бесполезно постоењето на еве министерката Весна Јаневска. Или ако сум ветила дека ќе, не знам, подобраме дневник, се враќам на политиката, но поврзано е со работата. Да, примери давате, не примери се, давам. Така. Значи мора да се подобри. Ако сум ветила дека ќе намалам администрација, значи мора да се намали. Ако сум ветила дека ќе има книги, значи мора да има учебници на 1 септември. И ако од нешто се плашаме, да, дека нема да стигнам да сработам многу нешта кои веќе требале да бидат сработени или кои треба во моментот да се сработат. Од грешките не се плашам, особено што верувам дека имам доволно пријатели кои ќе ми укажат на истите и соработници кои ќе ми укажат на истите. Кога со нешто страствено се вложувате во нештото и кога целиот труд е во тоа, немаш да не се врати со добро и немаш да не биде препознаено, тоа си е нешто што и старите на времето, мислам и ви моите предци, и сите сме растеле со реченицата џабе работи, џабе не седи, што значи дека еден ден сето тоа што го вложуваш секако ќе се врати. Ако не сте министерка од утре, што прво би направиле? Прво би се стрчала во домот на мојата ќерка и би си ги кушнала Петра и Павел, затоа што тие се сонцето на мојот живот. Секако би поминувала многу повеќе време со нив. Секако би се обидела да ги научам да пренесам дел од моето искуство, но тоа не може да биде по цел ден. Би нашла некоја друга работа и мислам дека ако утре не бидам министерка, веројатно би работела во детско село, со деца со посебни потреби. Ќе најдам нешто што ќе биде добро и за мене и за другите. Да, дарување помош, дарување љубов. Тоа е нешто што доаѓа со после години искуство или ви е порив внатрешен кој што е моментално или во дадена состојба ве движи? Дали е нешто кое што значи се остварив и сега сакам да пружам, само и да пружам, или можеби е некој друг порив? Поривот ме интересира за... Да, веројатно е тоа. Јас навистина сум задоволна од она што сум го постигнала во животот. Нели, кога тргнав со академската кариера, крајната цел е да станеш редовен професор, па си станал, па потоа сакаш да станеш почитуван професор, па сакаш да бидеш најдобар професор меѓу студентите и колегите. И сум имала такви, нели, воделки. Од она што сум го постигнала, сум задоволна.
Задоволна сум, веќе спомнав од она што сум го постигнала со моето семејство и моите деца, и имам потреба, бидејќи се уште има енергија во мене, барем јас така се чувствувам, да направам не да биде само за мене и моите добро. Каде тоа моите ќе живеат ако им е нив добро, ако на сите други не им е добро? Како ќе уживаат во животот ако само нив им е добро, а сите други страдаат? Тоа би била себичната, нели, причина, но да, мислам дека крајната цел на сите нас кои можеме, не можат тоа сите, е да бидеме алтруисти и ако имаме можност да помогнеме на сите што можеме да помогнеме, оти не можеме баш на сите, и тоа треба да се каже. На тема патриотизам, малце да, нели, да ги опфатиме сите, да ги поминеме прашањата, иако веќе еден час истекува без малку, без некоја минутка. Мислите ли дека многу почесто се користи само како политичка алатка или вистински се разбуди патриотизмот, па и кај младите, па вистински? Многу често се користи како политичка алатка и мене ми е многу жал. Ние имаме таков пример со години наназад, кога темата патриотизам, на етничката припадност, националното чувство се користи само во политички цели на штета на сопствениот народ, веќе речам. И дозволете пак да дадам пример. Мислам дека она што Дуи го правеше еден извесен период е штета на албанците во Македонија, не дека и СДСМ и ВМРО во минатото не го правеле истото, но еве најсвежите настани. Мислам дека сите ние, апсолутно сите ние, и политичките партии, но и населението треба да се одделиме од национализмот и да влеземе во вистински патриотизам. А вистински патриотизам е во онаа реченица не само што може државата да направи за тебе, туку што можеш и ти да направиш за државата, за и на државата и тебе да ви биде добро на крај. И ако сите тргнеме кон тој пат, мислам дека многу побрзо ќе можеме да се движиме кон побрз, да речем, просперитет на земјата. Зошто е тоа така? Затоа што премногу енергија губиме на нешто што треба да е апсолутно минато. Ние имаме една држава, сите ние граѓани кои живееме во неа, без оглед на се што не прави различни, и сите заеднички треба да работиме за неа. Ке се разликуваме по многу ставови, ке имаме различни мислења по многу нешта, но тоа не значи дека не треба да го знаеме патот по кој што ќе се движиме и да го одредиме патот по кој што ќе се движиме, и сите ќе одиме по тој пат. Се друго што ќе се случува околу патот ќе не прави побогати, поразновидни, помислечки, нели, расположени за дискусија, но патот мора да биде зацртан и еднаков за сите граѓани во оваа земја, и тоа е нешто што јас постојано го спомнувам, можеби на гледачите ќе им стане и досадно, но мислам дека е многу важно и дека сите ние тоа треба да го потенцираме. Инаку, кога станува збор за вистински патриотизам, јас велам, секој да си ја сработи својата работа, само својата работа, за која прима плата, државата ќе цвета. Така е. Не е патриотизмот декларативен, јас многу ја сакам мојата татковина. Патриотизмот е во тоа што ти ќе сработиш во својата татковина, па после и за својата татковина. Ако ние си ја сработуваме работата така како што треба, ако имаме визија за што дополнително треба да сработиме и да не се штедиме во тоа, мислам дека тоа е вистински патриотизам и дека кога сите би го покажале и така би го разбирале, на сите би ни било подобро. Апсолутно. Мислам, тоа е една објективна вистина која е таква и која мора да се трудиме да ја наметнеме, особено и на нашите наследници.
Инаку имам впечаток дека дел од младите веќе почнуваат да го разбираат ова и се надевам дека еве и образованието ќе помогне во тој правец, од тие важно. И мојот впечаток е таков, така е. Мислам дека многу поинакви генерации се тие и се многу подобри копии на нас, како и да. Ако треба министерке да избирате стабилност на системот или одлука сериозно реформска, која што ќе го урниса или ќе го раздрма, вака народски кажано, што би одбрал? Јас би одбрала бавен и сигурен пат. Некогаш мора да се разниша системот, но не да се сруши. Имавме во минатото обиди, еве пак за образованието ќе се држам, Кембридж, концепцијата на Мила Царовска не е. Она што јас се обидувам да направам е да правиме постојани, меки, нежни, понекогаш и сериозни промени, но во подолг временски рок, за да можеме да се прилагодиме на тоа. Од и не зависи стабилноста на системот или целиот систем од добрата идеја. Не. Добри идеи има многу, но не секогаш се остварливи, а нас ни треба промена која ќе биде остварлива. За да биде остварлива мора да е прифатена од мнозинството. Не мора од 100%, но од мнозинството кое потоа ќе продолжи да ја шири. Па од тука јас искрено мислам дека да, се движиме во една стабилна форма со мали потреси кои се неопходни. Еве законот за високо е потрес, но мислам дека на начинот бавно, полека, со многу дискусии, со разбирање дојдовме до целта и мислам дека тоа е исправниот пат. Ова е сега за ресорот конкретно кој го водите, меѓутоа генерално како држава мислите ли дека почнавме да го менуваме секој од нас системот или се уште само му се прилагодуваме некако? Дел го менуваат луѓето системот, и реков системот сме сите ние, јас веќе кажав. Дел од луѓето да тргнаа во правец да го менуваат системот, дел од луѓето се прилагодуваат и за да се постигне баланс, нели, за сите да се приклучиме на групата која го менува системот, а нас ни е потребно такво нешто, ќе треба и време. И тоа постојано го кажувам. Само во хирургијата се решава со нож во овој момент. Само. Нели? И мислам дека и друг пат сум го кажала, бронхитис лекувате со месеци. Само хирургијата е таа што може да пресечи и да го реши проблемот. Барем јас така мислам. А за се друго треба време, особено кога треба да се направат промени во цел еден систем. Сега велиме систем, нели, во општеството и да тргнеме од најбаналниот, бруталниот, вулгарниот пример, како да ја одржуваме чистотата, како да ја чуваме природата, како нели да се развие еколошка свест кај сите нас и кај младите и кај возрастните. За тоа сепак треба малку време. И повторно ќе кажам, кога децата гледаат дека мајката фрла хартија на улица, без оглед на тоа колку пати ќе им кажеме дека не треба така, кога го гледаат тоа, тие ќе го повторат. Па, од тука треба длабоки промени во повеќе сегменти, вклучувајќи, еве, например, родителот, детето, училиштето, и за тоа ќе треба време, но јас верувам дека сме тргнале кон тие промени, дека особено кај младите луѓе кои сега се и малку по прошетани, да речеме, излегле од земјата, па имаат можност на паметните телефони да добијат многу повеќе информации од колку ние во минатото, дека тој процес е почнат и дека во еден момент ќе успееме да го завршиме. Така е. Дали сте среќна? За себе можете ли да речете, јас сум среќна жена, независно од надворешните фактори кои може да не се причина, нели? За среќа или надворешни случувања или некоја дразба од надвор. Дали во себе длабоко за себе може да кажете дека сте среќна и зошто? Каде ја ногата среќата, еве, така никако да го формулирам? Да, искрено, јас сум генерално среќна жена и нели благодарна сум за тоа. Имам едно јадро, силно јадро во себе, на исполнетост
од моето семејство. Веќе спомнав браќа, снаи, внуци, керките мои две со кои што се гордеам, пријатели, кажав дека не се многу, но се вистински пријатели и тоа е јадрото кое ме одржува. Но не значи дека само тоа може и треба да ве направи среќни, некогаш и надворешните влијанија се значени. Јас ќе го кажам убавиот пример. Например, некогаш ве прави среќен убав сончев ден. Некогаш зазеленувањето на природата ве прави среќен. Ама тоа е повторно до вашата перцепција на тие нешто, така нели? Значи однатре доаѓа. Така е, јас сакам да одам кога роси и тоа може да ве направи среќен, но може да ве направи и туѓата среќа среќен. Јас, например, многу се радувам кога ќе видам некој од мојата околина дека е среќен, дека е задоволен. Луѓето кои имаат празнина и кои никогаш не можат да ја пополнат во себе, веројатно ќе бидат несреќни или нема да бидат толку среќни. Јас пак велам сум благодарна на Бога, на природата, на настаните, како и да е. Во суштина да, можам да кажам дека не дека немало несреќни моменти, секако тоа е животот, не дека нема да ги има, но веројатно во право се зависи од карактерот и од личноста. Јас и сакам да сум среќна. Има луѓе кои нема ни да ги забележат ниту сонцето, ниту зеленувањето. Да, но јас мислам дека животот е дар и дека е тоа голема среќа и генерално покрај се што лошо се случува, убаво е да се ужива во животот и во среќата. Или секој лошо па носи добро. И таа реченица има своја магија и вистина прети се. За крај, министар, ќе сакам традиционално од моите гости да слушнам кои се нивните пораки, затоа и ова се двете последни, да речам, прашања, кон младите и кон нивните родители, бидејќи сметам дека меѓу другото имаме одговорност како национален медиум и генерално како новинари, и нашата професија е таа да си ги вратиме вистинските вредности кои де факто во одреден период се разнишаа, ги изгубивме како генерација, зборувам за мојата. Значи, која би била вашата порака во моментот кон младите и нивните родители? Во било која смисла сватате го прашање, во што и да ви паѓа на ум? Еве кон младите, дека животот знае да биде многу убав, тогаш кога ќе знаат да го искористат правилно, а за да го искористат правилно животот, треба да имаат и знаење, и вештини, и компетенции, а тоа се учи. Од тука јас ќе им речам дека треба, за да бидат среќни во животот, да учат, многу да стекнуваат искуство, многу знаење. Тоа ќе биде најдобро за нив, но ќе биде добро и за нивната околина. На родителите, кога велам учат, не мислам само на предметите во школа, нели, туку да учат. А на родителите би им рекла дека не треба да ги штедат своите деца, особено некога треба да ги воспитаат што е добро, а што лошо, а мислам дека најголем процент од родителите точно знаат што е добро, што е лошо, дека не треба да се секираат дека нивните деца ќе се замореле ако учат што и да е во животот, и дека напротив треба да ги поттурнат кон добрите нешта и да изградат вредности кои ќе бидат трајни, непроменливи. Трајни вредности се почит, правда, праведност, убавина, мислење, размислување, анализа и сето тоа ќе биде исклучително корисно за нивните деца, а верувам дека не постои родител кој не сака на неговото дете да му биде добро. И мене ми дојде малку освестувачки последна порака како родител, особено овој делот со штедењето на децата и потоа кога еве сега е тромесечие, па нешто за многу уморни и стресот, тестови така натаму, но да сте апсолутно сте во право. Впрочем, нас не штеде нашите родители, зборувам во мојава генерација, верувам дека во вашето време било уште построго. Да, дефинитивно беше многу строго. Па што ни фали? Не ни недостига нешто. Уморен си, не можеш да учиш, не постоело. Имаше ли нешто што сакавте да кажете, а не ве прашам?
Искрен ние вака би можеле уште До утре. Нели, до утре има многу нешта што треба да се кажат. Еве пак уште една порака дека е исклучително многу значајно да си ја сакаме и чуваме татковината. Исклучително многу значајно да има право и правда. Исклучително многу значајно да знаеме и да умееме како да ги постигнуваме целите, а целите се речиси за сите нас исти. Убав живот, добри постигнувања, некаков луксус ситен кој можеме да си го дозволиме, убава комуникација со останатите, за на крај да го имаме чувството на среќа. Ако сето ова го правиме, а не е многу тешко. Напротив, треба само волја и одлука донесена по собствен избор. Јас сум длабоко убедена дека во релативно краток рок, ние можеме да се придвижиме силно со крупни чекори кон она што го велиме добро општество, богата држава и се она што не прави среќа. Среќен поединец, среќна населба, среќна општина, среќна држава, функционална, тоа е тоа. Кога секој од нас ќе го разбере ова и ќе почне индивидуално, многу работи, како што велите, релативно брзо ќе ги видиме. Јас многу ви благодарам што вечерва споделивте и многу приватни интересни нешта кои јавноста не ги знае, особено за луѓето од кои сте учеле, за луѓето од кои сте восприемале лекции животни на тие мислами кои ви биле воделка. Потоа и некои други приватни моменти, и внуките, и ќерките, тоа се некои работи кои јавноста колку и да мисли дека може би не се интересни, некогаш функционирате и треба да ги видиме од другата страна, чисто заради да се знае дека се сепак луѓе кои имаат и животни предизвици, и семејни предизвици и така натаму. Ви благодарам што се отворивте и бевте искрена и директна вечер. Ти благодарам и јас тебе за поканата, ми беше задоволство, навистина убаво. Драги мои, верувам дека уживавте како што уживав и јас и знам дека има работи, особено за младите, кои би можеле да им останат, да им се врежат како фрази, како реченици, па некој можеби ќе му биде двигател за некои чекори што треба да ги направи, се двоумел дали тоа да го направи, како и да е, не значи дека и кај постарите не може да се влијае така, да не се разбереме погрешно. Јас уживав, верувам дека и вие, ви благодарам на сите коментари, забелешки, и убави и помалку убави кои ги добивам, и останете вака жедни за нови интервјуа. Следната сабота одмараме, сепак е Великден, таа по неа уживајте со подкастот на Алфа, како и впрочем секоја сабота навечер. Ви благодарам на вниманието, а се надеваме на довербата. Пријатно.